Му седал до тебе Саша Ковачевич, така? Се Рада седи до тебе, ќе си пеете со Рада. Не знам да кажам оди таму, па одам јас таму, па викам еле од таа страна. Кога се дамите весели, мажите се уште повесели. Народ не бара по градовите, почна да не бараат од Белград. Знамето на грб не се носи. Тоа не е Почит, почит на грб. знаме на стадион. Ајде Македонија, ајде. Општо во животов сум да учера се сама да правам. Добро вечер, Македонија. Се надевам дека сте наудобно и топло. Токму така, се надевам и јас дека сте наудобно и топло, затоа што вечерва следува вистинско шоу заедно со нас. Во нашето студио доаѓа бендот кој што руши рекорди во Македонија, па и надвор од неа со настапи, така што ве молам со еден огромен аплауз да ги поздравиме Бузуки бенд. Hello. Добре. Папа. Еве ги тука се позади. Емче. Ајде да видиме како ќе почнеме ова. Кога треба ова да го правиме? Сега. Опа, о Јорго Синде. Јата пуле и катерос. Палера. А поти сенде катерос. И пропораи ја гамброс. Искрено мислам дека уште ваков почеток сме немале до сега и мислам дека гледачите на Канал 5 телевизија вечерва ќе уживаат покрај во прекрасниот разговор, ќе уживаат и во една пријатна и весела, распеана атмосфера и нема како поразлично да биде затоа што заедно со нас ги имаме Рада, Ристе и Трајче и можам да ви посакам сега едно топло добре дојде. Така прв пат официјално кај нас сте ни гости. Да. Како се чувствувате тука? Пред се фала на поканата, прекрасни сте и вие и екипата, така да... Така да нема убера замер. шо викаат. Ете така. Убава енергија има, што е најбитно. Ти благодарам многу, не значи па нормално ние затоа и така убава енергија со убаво си се привлекуваат. Затоа Па и си така, викаме да, такви секогаш гости. така. Уште на капија, кога не пречекавте. Кај сте, бе, што сте дошле тук? Ристе, како си ти таму во позадина на... Одлично. Сега тука сакам да ве прашам вака. Рада, Ристе и Трајче, имате толку македонски. Стари имиња, а пеете грчка музика. Како? Може да излите, но ова љубовта, ова и музиката нема граници. Дедо ми Трајко, наши македонско име. Он Трајко, ја по него Трајче. Ама мајка му е Фанија. Гркиња од крв. Ти значи од тебе почнува целата таа љубов кон грчката музика, така? Точно. Што е патриотство за вас? Еве, Трајче, тебе ќе те прашам. Што е патриот? Што е еден патриот? Како ти го дефинираш? Што е патриотство? Да, За мене. па за тебе. Па што за мене, за сите е Е, па за патриотство сите исто, да така, е, да да си ја така. сакаш татковината. Патриот е човек што си ја сака својата земја, народ, но ги почитува и другите луѓе, другите нации, другите земји и така натаму, другите култури и традиции. Затоа што кај нас патриотите се маваат во гради од што Македонија живеат во Австралија, пример. А добро, нека кај да е, тој се чувствува така и во рете тоа, да си го сака своето, но да го почитува и туѓото. Колку Според патриоти мене. ни идат на свирки, Да, па играат после сиртаки. Си уживаат. миртаки. Што прават викенди? Таму се сите. Јас можам да кажам, кој како сака може да зборува. Вие сте доказ дека позади вас имате огромна публика која што Точно. верно ве следи каде и да сте. И не само тоа, вие ги забавувате тие луѓе. Сега дали е со грчка, дали е македонска, дали е српска, убаво кажа. Музиката не познава граници, Така не е. познава јазик, така што може да се пее што и да било, како кажуваат, кучињата нека лаат, каравана си верувам. врви. Позади нас е публиката, така? Точно. А позади мене е Иско. Кој ги свири сите жанрови. Сега грчки ни е специјалност, ама си свириме и нормално, еве нова година ќе свириме, така? Нема само грчки да свириме за нова година. После по нешто. Покрај Бузуки бенд
имаме уште еден гостин кој што ќе ни се приклучи заедно со нас вечерва. Можам слободно да кажам дека еден млад, шармантен дечко. Ќе се согласите и вие со мене за истото, па ве молам со еден аплауз да го поздравиме за прв пат Тони Андреев во Стар Шоу. Ајде, Тони, ајде, повели да поздравиме и тебе. Многу тангери сте искршиле тука. Па полека, да. Среќа па не носиш штикли. Извини. Среќа не носиш штикли, така што немаш проблем, немаш гајле. Можеш да ги поминеш како ништо. Само да ги прашам, дали се овие последни тангери што ги кршат на нивни забави? Безопасни се? Безопасни. Така. Дури некогаш и од глава ги кршат луѓето. И од глава. Ама безопасни се, да. Тоа ми беше секогаш прашање ме мачеше. Дали си истите тангери што користи на После ќе ти дома? дадеме некој ако носат уште, ќе видиш какви Локалите се. кои што настапуваме, некојаш кој ќе снема вафи и оригиналите ги кршат. Оригиналите. Не зесај, сериозно? Па сега кај знаат луѓе. Па им си исплатиле да ги кршат оригиналите? Се Си ги случува. плати. Те си ги плати. Добро. Тони, добре ни дојде официјално. Сакам да ти кажам, прв пат кога те видов, најискрена да бидам, заличи на Саша Ковачевиќ, ама многу. Така си убав, шармантен дечко и тоа знаеш ли да го искористиш, ете пример, некогаш. Ивана, касниш. Касно. Ова одамна ми е позната на луѓето што ме знаат. Веќе мислам дека дури и не личам толку. Чекај, мислам чекај, дека- јас кажав толку многу работи, шармантен, ваков, таков, касниш Ивана. Не, за Саша Ковачевиќ да те исправам. Инаку не ми смета. Инаку, да, имам чест да го познавам лично и тоа ми е стварно драго. Ми го имаат кажано, да, фала ти за... Убаво ли се чувствуваш тука Да, кај нас? да. Та фати малку трема, немој да лажеш, да. Па ме Кажи пати си. малку трема, не знам дека треба уште да се пее. Искрено ти кажам. Али ние сме научени секој викенд да настапуваме во живо, така да ќе се снајдеме. Ете, точно, така. Кога го спомнав само Саша Ковачевиќ, имам уште едно прашање кратко. Не знаев дека тој те поддржува и кај нас, пример, кога има настапи и слично, те кани да бидеш негов гостин. Од како се спои со него? Па тоа е долга приказа, не знам дали да... Па не мора на долго, на кратко. Па да, точно е тоа, веќе неколку концерти. Сме имало гостин, како гостин сум настапувал заеднички со него низ Табина, што ми исклучува драго. Тоа почна баш поради таа најава како македонскиот Саша Ковачевиќ кога пишуваа на времето. Па не знам како ќе кажам сега магазин или како се Ова ќе излезе Да. на вистина дека јас стварно немам ништо И- прочитано ни видено. нив, пошто они работат доста многу обрнуваат внимание на тие детали и ми излегува секоја статија, дали е лоша или добра. Така. И оние веќе беа запознаени за што станува збор. И јас кога отпев да барам некои си авторски права, пошто YouTube стана многу ригорозни, ова ви го кажувам пред сигурно 6-7 години. Оние веќе беа запознаени и таа комуникација многу интересно се случи во неговиот ресторан во Белград. Добро. Да, и после таа средба го добив и Сам се кажа, као да ме Саша, еве сум јас личам на тебе да се запознаеме. Не, ја не знаев дека не го познав тој момент. Дали веројатно поради возбуда. Он беше тој ден плав исфрван. Ова е пред Не го познав. 6 години, не го познав тој ден. Ево, јако. И ние од Македонија стигнавме, значи си спорачавме нешто, кафе слично и гледам го нема. А ја веќе имав некоја најава дека он е тука, пошто комуницирав со одредени луѓе, со работници негови. И он беше тој ден исфрван плав, ама тој ден бил исфрван. Никој не го очекуваше да биде плав. И буквално седеше покрај мене и тоа беше многу интересно. И добре, тие спомени ги памтам ја за цел живот и многу ми е драго што наистина ме поддржува и еве сега слушна и песната што ја спремам, авторска. Ја одобри? Даде совет, ја одобри, да. Гледаш тука трајче како не е седнат со бузуките? Па оја без Знаеш ли бузуки што- не знам како изгледам. Дали знаеш што сака да ти каже тој? Сака да ти каже дека треба да запееме една песна да го Треба, поздравиме. таму седел до тебе Саша Ковачевиќ, така? Се Рада седи до тебе, ќе си пеете со Рада. И тоа ќе пеете песна од Саша. Може. Уф. Ама рада да ја почне. Рада ќе почне. Готово. Договорени сме. Nak se restauradia posmiso Που με θυμώνουν, που σε έχω χάσει Θέλω να σ' αλλώ το μόνογο Αλήθεια νύχτας μη περάσει Θέλω να με νιώσεις
nami me prodosis, θέλω να σ' ακούω να μου λες πως μ' αγαπάς, θέλω να με νιώσεις, να μην με σκοτώσεις, πες πως δεν τελειώσαν όσα άρχισαν για μας. Ovih dana još sam isto tvoj, dok dalina naše svetlo gasi. Da li sam ti davni nespokoj ili osmeh što ti lice krasi? Živim da te volim, ne prestaje da boli, ponovo me tuga pokida ko brodolom. Živim da te volim i opet nebo molim da se svaka zvezda zove tvojim imenom. После ке каже него спремен, браво за Рада, си ја знам, она си има таков став, глас, се од Тони не очекував искрено дека толку ќе си пушти глас. Супер е Тони. Како дојде уплашен, реков сега што е работа? Јас како ја заслушав Рада ќе заборев да почнам. Срце му. Дека грчки му пее сема. Слушам многу грчка музика и стварно и многу интересен момент ми е што не се физиономијата и нив заедно како бенд ми се како доаѓаат од Грција. Нели? Ја така ги доживувам нив, дури многу чудно. Знаете ли грчки да зборувате? 100% знаат. Мораме да знаеме што пее. Па добро, може само песните, преводот на песна да го знаеш. Значи знаете убаво Знаеме. с грчки. Ај поздрави ги гледачите, може да ги поздравиме гледачите на грчки? Кириес ке кири, чека сабе. Сад не сум у тој бут. Може јас? Ајде. Јас сам спедија настекала. Ето. И што каже сега, може да ми кажеш мене? Сега види, буквален превод е здраво деца, да сте добро. Деца здраво. Да, али тоа педија се користи и кога се на маса луѓе. Дечки, Као здраво на сите, да сте добро. Да сте добро. Кажи ми ти трајче, дали некогаш се делиш од бузукито? Некогаш го оставаш ли пример, еве кога спиеш? Не, до мене си спио ден. Цело време, нон-стоп. Ристе, ти од кога го познаваш трајче, дали некогаш го остава бузукито? Ретко. Рада, ти од кога го познаваш трајче? без Некогаш- бузуки нигде не иде. Да. Дел од него. Што ќе биде ако го снема бузукито еден ден? Па ете, влегов порано кога играв кладилница, сега не играм. Батали. Веќе не е интересно, демоде. Влагам у кладилница со бузукито, му го ставам на шалтер, му викам Јувентус двојка. И тој само го зема вака. Оп! И ми куца ливче. Чекај бе, каде, викам се шалам. Значи, секаде со него. Што ќе се случи еве да го снема едноставно, да некој ти го украде? Значи, купам 20 мој. Добро. Ја мислев нешто има сентиментална поврзаност конкретно со ова. Па, со текот на годините, уште од мал ме влечеше. Ја гитара свирав порано. И то не свири Јас- гитара. Јас сум класична гитара по струка, ама бузукито ми е историја Да. че го слушам секојдневно дома и стварно му се дивам на. Од мал го сакам инструментот и така, на мои 21-22 години почнав да го свирам бузуки. До ден денес. А До ден кажете ми денес. некој, јас немам слушнато да и некој кај нас во Македонија свири еве, пример бузуки или нешто слично. Има го користат доста музичари инструментот и тоа доста убаво свират, но грчки не знаат колку што треба. Сте настапували ли во Грција до сега? Да, имаме настапувано на времето, пред не знам колку години. Идевме, па секој викенд, не знам колку време, 2 години. 2 години во Ксанци. Тоа е Ксанци после Кавала. Скоро турска граница. И таму исто соработувавме и со грци колеги. И така, да. Свиревме во големи грчки бендови. Да. Бевме дел од голем грчки бенд, така најмногу научивме и јазик, и читање, и пишување, нели пријатска праша. Да. И
Тоа е. Ристе, како ти е со Рада и со Трајча заедно во бенд? Ти си им најнов член, па затоа тебе те прашувам. Најмалце знам грчки. Најмалце знаеш, ама битно и ти знаеш. По некој зборлова, многу малце. Како ти е со нив? Добре ли се? Забавно ли ти е? Многу? Јас знам еден збор. Кој? Дојди. Ела. А, имаме Не е повеќе. тежок грчки, само Сага многу. која знам. Многу оди Браво. има. Не знам да кажам оди таму, па одам јас таму, па викам ела од таа страна. Еласке, ке ни фела и ке нас е. Сакам да ви кажам на сите, односно, дека убаво изгледате вечерва. Покрај тоа што убаво изгледате, имате прекрасна енергија. Но сега ќе се Фала. насочам кон дамата. Исто и вие изгледате Благ- прекрасно и секогаш сте прекрасни. Благодариме премногу, не значи тоа. Морам да се свртам кон тебе затоа што имаш една таква, иако се тука другите се момци, така што ќе ме разберат, имаш една многу убава енергија. Каде и да се појавиш. Мислам, ти го забавуваш народот, дури мене, еве, јас да дојдам на твој настап, да не ми е денот едноставно, ќе знаеш како да ме расположиш. Како? Што правиш? Знаеш, тоа ми е мисијата мене, да луѓето кои ќе дојдат на настапи, во било какво расположение се, да успеам да ги кренам. Па макар тие 2-3 сата што ќе бидат присутни. И сега уште па поинтересно е тоа што некои од луѓето не ни разбираат што воопшто се Не пее, разбираат. а пак се весели. Се е љубов, се е енергија. И ништо друго. Кажи ми, еве, пример на некој од настапите. Имало ли некои љубоморни сцени? Знаеш, јас сега ќе си дојдам, пример, со сопруг, со дечко и нормално на пејачот работа е за да го расположи целиот народ, како што каже и сама. Да отидеш тука лево, десно, да подзаиграте и да има некој Знаеш како танирите да завршат во некој погрешен правец, може би. Да, може додека пеам да гледам во некоја машка личност, ако она пее со мене, може контакт со очи да имам. Ја не викам не. Ако Нормално гледам е. кроз луѓето, веруј ми, пошто настојувам секогаш дамите да ги расположам. Кога се дамите весели, мажите се уште повесели. Убаво Немој им. така, ќе се наљутат, немој. Знаеш Не, колку не не се се љутат. нежни Не, сите не. мажи, мислам те молам. Така Се да, исклучок имало, на поединци. имало, ама знам и да им придам, пример, на сопругата, девојката, небитно. Немој да замераш, знаеш, незгодно ми паѓа, знаеш, да ми ги ставам и ни во незгодна ситуација. Им Се вика, случувало. вака им викаш, немој да замераш, еве ти го тебе трајче. Еве ти го Ицко. Има и Не, за тебе немој. нешто. Да се шалам сега, Бог да чува, па сега ќе бидеме намчори ли? Па така е, така е. Кажи си се што ти душа сака. Немој Ако си никаков кажам што ми проблем. душа сака емисија 6 сати ќе треба. 6 сати? Да. Многу сечење ќе има, тоа во монтажа ќе биде многу проблем. Иначе немам јас никаков проблем. Гледаш си седам, ладно, топло, не ми е битно. Тука сме. Рада, твоја изјава. Мажите нека се плашат од жени кои се затворени дома, а не од жени кои работат јавна работа. Тука и ние сме во таа јавна работа жени. Не, Зошто го имаш кажано тоа? ова во друг контекст беше, затоа што имаат предрасуди за Точно, да. жените кои што имаат јавна работа, без разлика нели на професијата, дали е водителка, пејачка. Точно, така е. Имаат големи предрасуди, гледам според коментари и така некои работи, се осудуваат да кажат и погредни зборови, значи нема потреба од тоа. А зошто мислиш, ете пример, дека таа личност која што има јавна професија Па затоа е што многу помирно од таа што има... не помирна, са тоа зависи од личноста, знаеш. Добре. Сметам дека тие кои што се занимаваат со јавна професија и внимаваат како се однесуваат и внимаваат што прават. Пак ќе кажам, се е до личноста. Можда така сум го кажал у тој контекст да нека се не, нема што да се плашат, него тоа е до личност. Јас тука само ќе се надоврзам, тие што работат јавна професија, а сите тука работиме таква професија, ќе се согласат со мене дека од 2 чекаат да си отидат дома и воопшто Леле. ништо не ги Дај си интересира. рука за Ама ова тоа е срце. вистина. Мислам, Така е. сакаш ли Губиме не, енергија, ниту луѓе, губиме, така е. пример кога ќе 100%. каже некој ајде да излегуваме. Доволно е, еве, јас сум сега во моментот излезена, додека работам. Вие сте во моментот излезени, вие имате настапи, тоа е луѓе, тоа е енергија. Мислам, луѓето ја црпат енергијата. Мене таа енергија стварно ми годи, поради тоа што
после викендот знам да ја преточам во парче музика таа цела позитивна енергија што ја добивам од публиката. Така да не ми е воопшто ниту лошо, ниту напорно. Се случува, тоа не е случај сега, да имаме дупли настапи кога работеа клубовите. Навистина напорно. Напорно е, не е пењето напорно, тоа е најмалку тешко. Целиот процес да се стигне на тие 2 настапи да се одговори. Дупло опрема идеја, па тонски проби порано од што треба се трга. Тешко е, тоа е тешко, а не е настапот тежок. Не ми изморува настапот. Ме полни со енергија. Кажувам, не е тешко додека да седнеме и да го направиме разговорот сега. Патот до Тешко е да сцената. дојдеш Браво. тука, се да се направи. И Токму после така. тоа, еве пример, сакаш да излезеш, имаш желба за да видиш други луѓе или сакаш дома си отидеш со твоите? Па искрено, Млад си да, уште. подобро е. Млад си уште, јас ќе ти кажам млад си Од уште. не да ти кажам, од кога го имам, тоа каче студио дома што го кажувам јас као home студио, јас сум претежно таму. И наистина немам толку потреба да излегувам. Али па некогаш ми фали таа енергија од пријатели, сакам да излезам. Знаеш, се случува кога убаво е се, затворен работиш, одмараш, али некогаш и убаво е да се подружиш Е, човек. тоа нормално, сега да не се разбереме погрешно, Да, сите да. треба да си имаме и свој Млад сум, живот. кој што кажа. Да, млад си можда, затоа можда не си толку уморен од нештата. Кога ќе ти стане пренапорно, ја не мислам дека ќе размислуваш толку така, но секако дека останува простор да се видиме со пријателите и да си живееме живот, значи покрај работата имаме и живот, секој од нас. Гледам дека се повеќе и повеќе енергија добивам. Не ми паѓа енергијата. Тоа приметно ми потрајче. Значи, која енергија ја има човекот, значи буквално него доживувам како да е постар од мене. Фала ти. Како врт да Ете, е. каков Кога- комплименти Па даде, јас ќе дадам браво, тука еден браво, аплауз. Тоа важи за сите нив. Не, трајче Рано е пошто е стварно млада, така. не го искоментирав за неа. Фала. А добро, Кога- јас веќе се навредив, не знам како да ти кажам. Јас сум дигнат на стол. Кажам за сите тука. Така да мислам дека човек годините му се само една бројка. Енергијата е пресудна како Браво. се чувствува и кон што цели. Колку години имаш? Многу. Колку се тоа многу? Чекај сега, многу ќе не утепаш сите После ама него нема мене врска. не ме прашува. Најмал сум само од сите него. вас. Али ај ќе ви кажам 30. 30? 3-0 од годинава. Добро, супер. Сега моментално си ги чекориш така убавите години. Јас морам да ти кажам, сакам да ја поздравам сега во оваа прилика твојата сопруга Ане, не ја познавам лично. Ане ме контактираше сама на Инстаграм и со неколку разговори некако ме наговори да го поканиме Тони да ни биде гостин. Што сакам да кажам со тоа? Го кажувам со цела добра намера, секоја чест затоа што тоа е вистинска љубов и само така треба да се поддржува партнер, како што таа те поддржува тебе. Да, искрено ќе ти кажам, јас сум многу благодарен на тој момент, поради тоа што она веќе ја разбра целата моја професија, како функционира. Дека јас не одам од 8 до 4 на работа. Дека јас работам 24 сати. Ја може да се случи да станам од кревет сред ноќ, да се симнам во студио нешто да наснимам. И мене да ме нема во 7 да се качам наутро. Знам да спием преку ден. Знам да сум одсутен. Значи, тој баланс, доколку не постои во една врска или брак со партнерот, тука ништо не функционира. И комплицирано е, не е едноставно да се живее со човек како мене, како Верувам. како Да, нив. да. Верувам. Така да стварно е сум и многу благодарен за тоа. И јас бев фасцинирана од тоа како, пример, човек може да даде толку голема поддршка. Значи, не да ми напише тој, не да ми се јави, не знам, некој што друг, сопругата. Јас нема никогаш да ти директно. напишам. Е, тоа сакав сега да прашам. Дали знаеш да побараш помош? Зошто? За жал не Зошто? знам. Кога станува збор за музика, да, често знам да исконтактирам те продуценти моментално што ми требаат, солисти, инструменталисти, текстописец, било што. Али кога станува збор за овој шоу бизнис, искрено не знам да се носам. Не да не знаеш да се носиш, знаеш што Не знам сакам да да кажам досаѓам, сега од вака. овој момент. Пример, некогаш треба и сами да кажете ако имате нешто ново. Некогаш треба и сами да се јавите. Тоа е Не точно. може сите пример да ве пратат затоа што можеби некогаш некој не ве приметува не затоа што не сака да ве примети, туку затоа што не знае за вас. Така, И ако така, некој не јасно. каже, тоа не е ништо лошо. Оваа наша работа се сведува на тоа да бидеме борци во неа. Значи мора да се бориме за да се докажеме дека сме добри. Кога веќе ќе го достигнеме тој степен на докажување, според мене мислам дека Тоа е точно Тогаш што, веќе- што Да. кажуваш, но верувај, кога веќе енергијата ти е настроена кон нешто да создадеш,
настапите се за викенд. Јас сум преоптеретен со други места, ја заборавам за себе некогаш да се погрежам и да свртам телефон да кажам ја имам нешто ново. Па нели сега рече млад си имаш енергија сега. Да, оваа енергија на друго место пренасочена и за тоа секаде има луѓе кои што се задолжени за тоа за артистите. Ние кај нас немаме никаков лейбл менаџер, да се разбереме. Тоа сите го прават или сами или некој му помага, другар, Имате ли пријател. Имаме, да. Тоа е менаџер за настапи, така? Да, да. Да, да, да. Но не постои лейбл, човек кој што се Што е грижи. тоа лейбл менаџер? Па тоа е како медиум зад артистот, кој што се грижи за се за него, За се, комплет. се. Како нас не Како постои. Бане Обрадович за Асопејович. Да. Па, Еве. ете, генерално, Буквално. тоа сакам да го кажам. Кај нас тоа го нема. Еве јас пошто често одам годинава, особено Па не дека го Нагоре. нема, вие не сте го побарале, тоа е пиар, самиот некој човек да ви води пиар. Можеш да си вработиш ти човек да ти работи пиар? така е, можеби не сме на тоа ниво, но и тој менеджмент тим, он е задолжен само за настапите на артистот. Он не се грижи да му бара песна, како што беше Лига за Тоше на времето. Тоа сакам да ти го кажам. Точно. Мислам дека тоа сум 100% тука управо, поради тоа што јас сум барал помош од многу луѓе кои што се занимаваат професионално со таа област. Пошто ја не можам да бидам менаџер за себе. Јас сум знаел да го работам тоа, ќе сум бил менаџер, нема да бидам пејач. Така да не треба секаде да сме ние први, али за жал се трудиме Сега ти да кажам стигнеме. едно нешто, за да бидеш прв има да бидеш и менаџер за себе, има и да компонираш песни, има и да се ги ставаш на YouTube сите и се Сето го сам работам ќе тоа. научиш, да. Кога веќе се сам ќе научиш и кога ќе дојдеш до тој степен, верувај дека тогаш нема потреба ти да ги бараш, тие ќе те бараат тебе. Ама до тогаш, додека стигнеш до негде, треба да си вложиш труд, енергија, максимум, мислам, според мене тоа е така. Па така. Јас поради тој работам и продукција, од што морам и видео нешто да средувам, за да си завршам некој момент за стори, reels, било што. Така да се трудам 100% да сум посветен, али сепак убаво е кога има човек помош. Трајче, кажи ми ти што имаш за ова да ни кажеш. Па ето имаме менеджер. Браво. Вака, долго настапувавме во Казино Фламинго. Се таму, а народ не бара по градовите, почна да не бараат од Белград, почна да не бараат од Бугарија, одиме сега и во Црна Гора, свириме во Подгорица, бивши Титоград. И дојде баш овој дечко, вика, дајте бе вие, вика, малце, да се распространите, овој што ние сега менеджер. Александар. Александар се вика, Ако да од Гергелија. Тој ја донесе Цеца во Велес, сега, и кој излезе знамето му се сложи, ама сето тоа се го регулира на супер начин. Го решија проблемот, а сега што пишуваат 300... Ајде вие кажете ми што мислите, ете, кога веќе сам го спомена тоа. Што мислиш, дали е поворед во Македонија навистина да се вади... Има 300 верзии на тој настан, и сега не сакам јас да бидам тој што ќе го анализира самиот настан, дали било во ред, дали не било во ред. За мене знаме на сцена не би требало да има никогаш. Се согласувам. Зошто? Зашто е музика? Зашто не е политика? Нели се гледа како почит? Знамето на грб не се носи. Тоа не е Почит, почит на грб. знаме на стадион. Ајде Македонија, ајде Вардар, Србија, Црна Гора, Грција, Бугарија, да. Ама знаме на сцена, зошто? Значи, јас ако сум сега некоја српска звезда, не ги именувам, и ќе го закачам македонското знаме, да имам повеќе фанови македонски, пошто ради некој си патриотизам, така? Еве, ние свириме грчка музика, тоа не е специјалност. Па научивме грчки. Има грчки знамиња? Да. Има, но и македонското се. Па така да добро сите. Истовремено, еве, кај што свириме во Скопје секој понеделник, сај да не рекламирам пак. Ако ќе ги поздравиме овој Добро, пат, ќе ги може свириме поздравиме затоа секој што ни понеделник, дада да. чини за да ги Така е. кршиме. Така, овие чини ги за поздрав да до моќ, секој Значи да се може вее шанс. македонско знаме и грчко знаме. Кога свириме во Белград, се вее и грчко, и српско, и македонско. Зошто? Па ние сме македонци. Браво. Па на Така е. тие грчки вечери во Белград и во Црна Гора, во Подгорица знаат да ни побарат и Јовано Јованке. Зашто Па да не сите ја ја освириме? Да, се сака. А во репертоарни се обично грчко-српски песни. Грчки песни обработени од србите. На Аца Лукас му се 90% грчки. На Цеца, на... Сите, не само. На Сава Ковачевиќ, ќе кажем. На Саша Ковачевиќ. Ново име доби Саша. Да, и што сега, што има тука?
И се знамето го донеле на концерт, ја ќе купувам публика со знаме. Шо ќе ми мене знамето? Јас пеам и свирам, вие играјте, веселете се. Па добро. Зашто? Да. Согласувам 100% со тоа што го кажа Трајче и Зошто сметам не се дека носи знаме на грб? па тоа е непочит искрено. Ако го прочитате како иде тој дел за знаме, треба да се држи справено со двете раци. Не се носи на грб знамето. Ако мене ме прашувате, тоа, знаете што Има ми е... 30 години, а мудрост кога има 60. Мене најинтересен феномен ми е што сите, претежно српски артисти доаѓаат кај нас. Кога се вади знамето, се пее или Македонско девојче или Јован Јованки. И сите го прават истото. Тоа е толку веќе видено и чуено, што мене ми е интересно да го... А тие ги научиле. Добро е што научиле нешто. Ама ние сме едно, нема нешто. Сакам да ти кажам нешто. Не е дека знаат само македонско девојче и Јовано Јованке, знаат многу македонски песни. Знаат. Многу од пеачите кај нас што доаѓаат, навистина знаат македонски песни, некогаш ќе отпеат нешто што дури и јас може да не го Може, знам. јас мислам дека повозрастните артисти знаат поголем Не, опус на македонска музика. млади артисти знаат пееле кај нас песни што јас не ги знам. Вистина. Јас не сум чуo искрено, освен Македонско девојче Јован Јованки, ајде. Еве сега актуелно што сега не... ќе ти кажам да си ги пуштиш емисиите, да ги изгледаш. Ма кај тебе умесија морале да научат. Еве гледаш Знаат ти. каде доаѓаат. Добра, ајде. Добар дипломат е. Доваре, навистина, она го закити малку. Јас ти ви кажам уште еден феномен што ја не го доживам како таа музика нешто е многу различна. Еве грчка, српска, македонска. Ние сме тука еден народ. Уште од времето на Византија тоа било едно нешто. Не постоело инструмент грчки, турски, српски. Едно е. Затоа ние ги доживуваме и надопираат тие песни што ги пеат еве они грчки песни. Како би ме допрема мене американска песна? Како ќе се најажам ја на американска песна? Ама да, ова е вистина, ова е така. Нас тоа ни тече у крвта, затоа Така. ние ги доживуваме тие песни, затоа се нивните настави полни. Српските артисти кои доаѓаат тука е убаво, ние кога одиме на страна. Тоа е целиот момент. Мене не ме дели тоа, каква е таа. Браво, и песна. мене ми изненади искрено, но бравото ни за размислувањето, за се што кажа. Ете и ние ќе знаеме од сега сите пеачи да внимаваат како го носат знамето, затоа што знаме на грб значи не почит кон некого. Рада ќе ја прашам тука, дали некогаш знаеш да побараш помош, ете и ти. Сакам да се надоврзиме на тоа претходно што го зборував. Општо во животов сум научена се сама да правам и никако. Значи, таков карактер сум, мада тоа не е во ред. Па добро. Навистина. А за музиката не. Само така меѓу себе да. Ја Да си барам помош помогнеме. само од Ицко. Само Е, Дицко. Па да наместиме сената, опремата, едно друго Дицко, ти од кој бараш помош? од мене. Ами Исто Рада време. кај, она ви диригира. Ама ти имаш и така малку лице, која ќе се појавиш и став имаш таков. Ти тоа, крај. Не. Еј, Не, знаеш ли кој е Зезаш. водичот? Трајче ти? ја ги рибам двајцата, па постар сум од двајцата, што? Никогаш не би рекла. Само ако се двајцата со некое мислење усогласени, а јас со тоа не се согласувам мислење, ќе преиспитам цела работа и ќе сватам дека они се двајцата управо. Иако сум постар од нив, сепак го прифаќам тоа. Ристо, со кој си поблизок, со Рада или со Трајче? Не знам, вели. Не може не знаеш. Ја Кој ти е одговора место понадушен? него. Што знам? Не, ќе го Искрено, оставиме. на моменти сум поише со Рада. На моменти поише. Дај со рука. Трајче. Добро, нели ја кажа Рада прва, значи тука е Види, некако види малку. сега, он е со Рада врсник. Да. Они се тука сега некаде. Ти значи со размислувањето можда некогаш не им одговараш, па затоа Да, точно. Он е Нека се построг, живи и многу здрави. строг. Бара е темпаста, На моменти е многу строг. Ама знаеш што сум строг? да ни покаже. како бе Трајче ти строг? Не е тоа строг. Тоа е кога сме, еве да речеме на настап. Така е, Добро, било каде. добро. И сега, јас поаѓам од себе. Сакам на публиката да ја го дам она што го поседувам и јас и што го поседува бендот. Тоест, позитивната енергија, совршеното музицирање, значи перфекциониста, не сме да има грешка, не сме и искоместо бедру да ми освири. Тоа се случува ако еве сгреши. Да е жив и здрав. А осте ти да е жив и здрав. Сега како кажа не може. Не е само ќе се фртам, ќе му намигнам, тоа значи се гледаме на проба. Нема дневница, да. Да, види, он е релативно нов во оваа музика.
Он дојде од друг бенд каде што свиреше само забавна музика. Грчката музика не е само забавна. Така. Грчката музика е се. Сега ние сакам да им го даеме на публиката тоа што го поседуваме. И мене не ми е важно дали ќе земеме некој си бакшиш, дали публиката, види, дури не ми е важно како ќе реагира публиката. Зошто? Поаѓам од нас. Ако сме ние добри и супер. Не може сите да не. Така е, така е. Ако сме ние добри и супер, она што треба да биде, како што сме решиле да работиме оваа работа, тогаш и публиката ќе биде супер, а тоа е автоматизам. Ако кај нас нешто енергетски не е во ред, да речеме, нешто се случило пред самиот настап, Добро, на било кој се од се нас, случува, нешто така е. непријатно, така? Тоа останува таму. Така. Штом ова нога се качи на сцената, све се заборава. Ние сме насмеани, спремни да им го даеме на луѓето тоа што го очекуваат од нас. Браво. И ако не е добро тоа за нас, за нив ниш нема да биде. Ова што го зборам, он го живе. Сака целосно да се Тони. дадеме да не бидеме половични, зашто знае колку можеме. Значи, ние душата ја оставаме на сцена, Така. а наградата, финансиска, Јас сакам да прашам само дали има ќоте како не се даде Не, целосно се. каков ќотек, леле, баба Рога ме направи. Не, бе, нитли, бе, па најдобри луѓе на свет се они двајца. Ака ме малку да съм Кој смеела, што ќотек, има кога ме врска. трпат мене, они се злато. Тони, кажи ме, ти настапуваш со бенд или настапуваш сам? Ти имаш ли вакви, пример, работи кај тебе на Па е настапи? едно исто, нема разлика. Проблемите ги оставаме зад себе кога се качуваме на бина. И мислам дека тоа е најтешкиот момент можеби да не приметат луѓето дека тебе нешто ти се случува во приметен живот. Да. И затоа мислам дека Уметница мора доколку бити здрава. не ја сакаш 100% професијата, не можеш парите да задржаш да го работиш ова. Парите се само нуспојава во нашава ситуација. Пат, проблеми, настапување до касно, на 4 тркала. И за све се слагаме со него, иако сме генерацијски многу далеку. За 3 години е пострсан. Ама Ја мислам сега ти- додека разговарам за нив 20, овој у себе си вика, еле, само овој да не ми е во бенд. Инаку, да, најчесто настапував со Сайзерист. Имам сега и бендска. Како да Бенд кажам, позади тебе, така. не е личен мој бенд, но имам настави каде што одговараме заедно сите. Супер. И тој момент може би највеќе ми исполнува, искрено ти кажам. Кои ти правила кажи ми? Јас го кажувам тоа што сум го замислил. А да, другите се должни да го испочитуваат. сите имаат право на наставу, сите имаат право на моje мислење. Па ја не сум до толку. Чујте, малце да се оградам. Шала на страна, не е така, али околу репертоарот кога се ние се консултираме нормално, тоа направите мора да биде мислење од сите. Мажите се плашат од силни жени затоа што се плашат да паднат во сенка. Кој маж би се плашал да падне во сенка? Има ли таков маж? Тој може ли да се нарече маж? Ако се плаши да падне во сенка од жена. Па дека се плашат, не би рекол јас лично дека Па ти го имаш кажано. да ми тек. Пази сега. Дека се плашат, па од една страна може би се плашат, Кои мажи се плашат? Слабите? па не слабите, може би маж кој што има амбиции Кои што нема мислиш? да има и да е навистина зафатен и нема доволно време да ја обрне, не знам, може би му било проблем ако таа жена е доминантна, има своја кариера. Па Не знам, маж ако е не знам. зафатен, маж ако има своји амбиции и кариера. Ја не знам искрено како да го одговорам Па само ова. ќе му биде мило. Ја немам таков проблем до себе. Тоа е точно, тоа е вистина, мислам, тоа е апсолутно факт дека многу мажи се плашат од силни жени, но дали нив може да ги наречеме мажи? Тоа го најчесто чујам од мои пријатели. Тоа е така сум го дефинирал. Па зошто не мажи? Па мораме да ги речеме, не се жени сигурно. Добро. Силна жена можеби за многу мажи е предизвик. Што мислиш ти, Рада, на тоа? Еве сега конкретно што го одговаравме. Баба кажа Трајче, на некои мажи предизвик им се силните жени. Не знам што уопште значи за нив силна жена. Да е Океј, убаво еве. силна или финансиски силна? Тука има многу... И да е финансиски, и да е физички и психички јака жена. За мене силна жена што е овде силна. Ете, браво. Така. Ни финансиски, ни физички. Значи, треба да им е таа што е предизвик тука ќе на биде и сите така и мажи. Па, без Да, разлика, браво. и она да е лидер, е убаво, да ќе се надополнуваат.
Значи ке се. Песна може да одиме со песна, ајде да се расположиме, па и Емче треба да дојде така. Време скефте се, осохја се зело, ја ли мја врадја, вегиски поферо. Време скефте се хоќа де се хо, випна суназо, еци на нехо. Ба морам доđem kući pa spustim roletne. Živim ko vampir, ne dam sunce da me sretne. Još jednu noć za lažnom raju iza mene. I skupo vino i ne tako skupe žene. Oko mene sve, ceo život je laž. Dođi, voli me, ti to jedina znaš. Oko mene sve, sad me vuče na dno. Dođi, spasi me, ti mi duguješ to. Браво. Браво, така е, браво Трајче за идејата дека треба малку да се распееме, не само да зборуваме. Кажавме на гледачите дека ќе ги расположиме. Ајде да наздравиме со Ајде да винце. наздравиме, иначе Трајче стално го срамам вака, мислам Срамувам често. ја, Да, Не знам. наш Трајче на големите концерти свири саца пеови за оние кои не Точно. знаат. За тие што не да. знаат, овој прекрасен бузуки човек Трајче свири на големи концерти, не само кај нас во студиото да кршиме тука чаши на негова музика. А јас оваа прилика ќе ја искористам да ги поздравам секако Вардарска долина, Шато Ризов, кои што се од самиот почеток заедно со нас, па се до ден денес. Сакам да ги поздравам тука секако и Джико Хом центар, кои што имаат се за вашиот дом или градина. Мобитек ќе ги поздравиме, кои што се мобилара која што ја поддржа оваа емисија од почетокот до денес. Сега имаме два подароци. Како ќе ги дадеме овие два подароци? Јас мислам дека едно треба тука да оди кај Рада. Сега тука Рада Преска ми кажа, многу ми се допаѓа тоа што го носиш на тебе Да, и сакам да кажам прекрасно е. дека ова за нашата облека, за нашиот изглед се грижат Микас и во овој момент затоа што имаат само женска гардероба, добива Рада еден ваучер да си купи што сака, па може Фала. и истото. А и некој од вас, еве ти можеш да си го искористиш за сопругата, Трајче за сопругата, Да, и Ристе, не знам дали има сопруга. има. И ти за сопругата. Сите имате по еден ваучер од 2000 денари да си нарачате од Супер, mikas.mk што сакате. Ја можам и за ќерката. Да. Не знам дали Голема имаш е, ќерка. голема и она, да. Да, живи здрави да ти се. Тука секако сакам да ги поздравам и Аристократ кафе. Аристократ кафе е едно култно место кај нас во Скопје. Секој од вас добива по 2000 денари виртуелен ваучер, може било кое време да отидете кај нив, да си се не сум јас без поклони, ако само ова го дадам фала. на почеток. Ќе дојде пак во емисија, добро. Може. Зово Македонијо пак од вашата Емче. О, денеска имаме многу супер гости. Видиш? Леле, господе, изгледа многу добри. Исто ти, Ивана, изгледа многу одлично, како секогаш. Благодарам. Ето, ти исто. Така е. Ти Бузуки си прекрасна. Фала многу. Таква да остане. Ајде, имам спремно и забавна игра за вас. Ќе ви покажувам рандом емоджи Добро. тука. И во зависност каква емоција покажува емоджито, вие мора да ми кажете таква приказна. Добро. Дали сте спремни? Или Да. не? Ајде. Ке почнува со жена. Со жена. Ајде, Рада.
Ја погоди. Ова е лесното. Ами јас сум таква е. Тоа на сликата е Рада. Иначе 24 сати. сега ми текна на една убава случка пред не знам, недела две бевме во Кочани после настанот што се деси, нели, немилиот настан. Имавме настап после толку долго време, луѓето беа презадоволни, имаше премногу луѓе на настапот и сите беа среќни, разиграни. Значи настапот траеше 3,5 сати без пауза од срце од нас. И еве сега ми се насолзија очи од среќа, да ви кажам. То јас пеев прв пат пред 2 недели. Не знам кога сте били вие. Сега Па и ние, пред 2 или 3. И прво не сакав да го прифатам. Имав некои чудни емоции сам со себе си имав. Не знам како ќе реагира, дали имам некој контраефект, не од луѓето, таму луѓето ме сакаат. Сум настапувал во Аква и во многу локали одамна. Но чисто од медиумски, некој му текне лош коментар да Да, ние се мислевме дали доди. И прво не го прифати настапот, но следниот викенд кога ме побара повторно и размисливме добро, истото ми го искоментира и мене. Луѓето бе сакаат барем на тие 2-3 сати да не мислат на лошо, дојдете да си поминеме убаво. Ајде. Ако е тажно, јас веќе кажав. Сакав да кажам дека ние се забавуваме тука, супер ни е нас, но имав чувство дека не сме ги заборавиле ние се што се случило. Се памтиме, си носиме со нас, но тука сме барем на миг да направиме да се чувствуваме подобро. И на крај испев како последна песна, ако утре ме нема. Прашав дали ќе биде во ред. Ми рекоа не е проблем, сите ние имаме некој горе кој што ни е драг и ќе ја чуе и буквално на таа песна никој не пееше. На крај заврши со 15 минути аплауз. И тоа така ете, сега се јажам кога коментирам, но наистина имав таму драги луѓе. И имав потреба да отпееме нешто за нив. Ми се насолзи очите и мене. Емче друго емоджи, ајде. Ти трајче. Ајде, трајце! Еве, ајде кажам еден настан од Београд. Ајде. Еднаш на еден сплав свиревме, Маринеро се викаше, на Дунав. Не пишале гости с Салоникија, Бузуки бенд. Значи гости од Солун, Бузуки бенд. И му вика на менеджерот, исправи го ова, викам. Тој рекламата, вика, цел свет виде. И што се, викам, ние треба да видиме Грци, викам. Не, викам, ние сме си македонци. Добро, барем вечер да издржете, вика, не правите муабет со никого. Добро. Вечерта доаѓаат Ана Бекута. Доаѓа Тозовац, Бог да го прости. Океј бенд, Нада Обрич. Значи, све големи српски имиња, Марина Живковиќ. Ние си свириме грчки, си пееме грчки. Меѓу репертуарот беше и на Марија Молитва, што победи песната на Евровизија на Марија Шерифовиќ. И Рада ја пееше Молитва. Марина Живковиќ и сева на Верица Шерифовиќ, на мајка и на Марија, и вика: "Јао, Веро, да чуеш една мала сладка гркиња како пева молитва од твое маре." Знаеш, и сега ние ќутиме, Тозовац ни вика, друштвото на Тозовац му вика, ај стани запеј нешто со овие грциве. Леле, еден Тозовац легенда сега, толку непријатно се чувствувавме сите, и ние му ги свириме оригинал. И им се врти Тозовац на неговите пријатели на прва маса, беа: "Како ови грци знају и моја песна?" Вика. Леле, после им кажавме. На крај. Но моментот беше најинтересен кога дојде Гаги од Фанки Джи на Анабела, бившиот сопруг, и Гаги влага од врата и само вакаст. "Где си, Трајче, друже?" вика. А Горан од Океј бенд вака му вика: "Доставе какав Трајче, ови су грци", вика. И какви, кои грци, вика, ова е Трајче, вика, мојот другар од Скопје, вика, не се овие грци. Менеджерот му ја дувна одма и избега, тој што правеше рекламата. И така, ете, таа случка можам да ја одведам како така поинтересна, посмешна, после им кажавме на сите дека ние не сме грци, ние свириме грчка музика, но сепак сме македонци. Сега ја кажав, за оваа емисија доста ми е мене. Ајде, ви благодарам многу. Фала ти, Кене. И Ивана може да продолжи со
Ваше. Ти благодариме Емчи и на тебе на прекрасната енергија, многу добри емоджи си им смислила, на Трајче мислам дека најмногу го погоди. Ни се ближат убави празници, се ближи на вистина период каде што едноставно фамилија се сплотува, сите луѓе се заедно, се веселат, на насмевки, на песна, на забава. Која ваша неостварена желба ете би сакале од срце ама да ви се оствари? Ке почнем од Трајче. Па имаше таква порано, ама сега не сум на тој пат. Влегов во музички води. Значи, тогаш кога требаше да одлучам дали музичар, дали фудбалер, зашто како мал пораснав 24 сата со топката под мишка. И стварно ми беше желба да видам некоја светска звезда, ранг на Роналдо, на Меси, на Панчев, на Пандев, ета да ги кажам и нашиве. Таков фудбалер да бидам. И тренирав во Вардар, во работнички како мал, играв фудбал. Ете, тоа е мојата неостварена желба да бидам некој голем фудбалер. Периодов баш работам на авторска музика, каде што можеби мелосот е сличен како нивниот што го свират, има бузуки во песната. Ете, желба ми е некој ден убав понатаму во животот да имам концерт со авторска музика, каде што ќе можам да имам вакви гости и не само Сацо Певич, и мене да ми го свири бузукито на песната Трајче. Браво. Фала. Браво. Остварливо е тоа. Да. Да. Рада, ке се свртам кон тебе. Која желба ете, пример, тебе ти е така неостварена, од срце сакаш да ти се оствари? Навистина голема желба, потајно се. Верувам и ке секоја дама, ке секоја жена е да се оствари како мајка, како родител. А се друго ми е онака релативно, знаеш. Дали ке се исполни желбички, ово, она. Мене мали работи ме радуваат. Меѓутоа како родител сакам. Дај Боже Мислам да ти се дека оствари. Амин. еден Честите. аплод заслужува. Заслужува. Дека Браво. Со ова сакам и да го завршиме ова наше денешно дружење, кое што реално јас си поминав прекрасно, верувам дека и гледачите си поминуваат исто како и ние тука, затоа што како што кажа Рада уште на почеток, енергијата се осеќа. Или е убава, или ја нема. Така што гледачите тоа знаат да го препознаат, вечерва знам дека се забавуваат и тоа како со нас. И да спомнеме секако тука и за вашиот нов проект кој што излезе пред некои 4 недели. Пред месец дена. Ете така, така е. Песната се вика Магија, композитор, аранжер, Трајче, текстот е мој. Иначе се вика Магија, на македонски, на српски е Чаролија, на грчки се уште ја неаме снимано, на здравје Боже, имам и таков план. И така да снимивме и спот. Ја поздравиме Лори, Лори требаше мојата другарка да биде заедно со нас. браво! Поздрав, Лори. Иначе, Заедно со вас, сакав јасно. Лорета да биде во предходно, но ми кажа дека не ќе може. И окей, го почитуваме тоа, но излезе Ивана и тоа како гром од ведро небо. Ајде сега да ја видиме таа магија што ја зборувате. Може ли? Може ли да станеме? Ајде да го запееме тоа. Ај со насмеано лице. Ајде. И сега станувам сирта ти играм, танјири со мера кушам, твојот глас го слушам, вели сагако. Дај бузуки нека свири, ова чувство да го смири, али уште она твое сагако. Дај бузуки нека свири, ова чувство да го смири, али уште она твое сагако. Опа! Ја мрета хитрина, Ова е специјално. литера, драга пашка литера, на дрошито гитона. Марија мрета хитрина, драга пашка литера, драга пашка литера, на дрошито гитона. Не, Најубаво тоа со хитро. знамето е се кажано. На свет. Абе, снимаме? Ако што има врска. Ти кажав дека србите знаат. Види вака, преска јас бев сведок, таму кажа дајте ми нешто за коса двајцата од другата страна. Виде? Знаеш ли нема кјотек. Реално. Тоа е и од почет. Епа не стигнев да изби, а ми морав некој испреови да ставам, шо да правам? А што ти не мора да кажеш. Како нека Леле, Ристо, Тоа е- зашто си ми Ристе ти Не знам, денес? викаме така како ти е полесно. Ово е ристе. Абе, Тони, он е риз. Најсилна жена во бендот од нас тројца. Рад? Јас мислев Ристе. Не. Ама не,
А најсилна жена, Најсилна извини. жена, То не тука вика сум ти, жена. то не вика, гледаш дека се шалам. Гледате дека, абе луѓе, гледате дека се смеат цело време. Вака се.